Синотешниот скопски мрак донесе мраки на клиниката за гинекологија и акушерство, откаде информираат дека дошло до прекин на снабдувањето со електрична енергија, информација која прво ја објави Алфа. Ништо не би било чудно доколку не се работи за клиника каде во инкубатор престојуваат бебиња. Во случај кога ќе снема струја на клиниките, се вклучува агрегат, нешто што вчера на кратко затаило. Ова информација проширија загрижени пациенти, но и лекари на клиниките, но од гинекологија смируваат. Пред камерата на Алфа потврдуваат дека имало проблем со агрегатот, но дека поради таквата ситуација ниту еден пациент не бил доведен во живото загрозувачка состојба. Во моментот кога не е станала струја, биле вклучени USB батериите на секој една од апаратите, значи така што во ниту еден момент, ниту еден живот на било кој пациент, а најмалку на оние на кои што се прозивале во јавноста, тоа се недоносените бебиња, било ставено во прашање. Значи апсолутно не. Не само на клиниките, падот на мрежата предизвика хаос речиси низ цело Скопје. Вчера и денеска предпладне, поширок дел централното подрачје, немаше струја. Граѓаните реагираат дека паднесен напонот создава проблеми, загрижени се што тоа се случува на самиот старт на зимата. Не е во ред. Сега ние немавме во влаја струја. Ама кратко беше, за 10 на минути. Синоќ имавте? Синоќ има. Да, има. А знам дека капише снема. Не е во ред, треба да има. Затоа се прават тие спојување дупло да има, да не биде само од едно место. Значи не е во ред да нема, еве сега влегувам во банка, сакам да извадам пари, значи трансакција, да праќам пари, не можам да направам затоа што колапс имал системот. По тоа не е во ред, него не сме да биде. Зашто тие немаат, јас се играм на струја во Кисела да сум. Ако нема струја, значи се мрзнеме. Не е во ред во еден голем град со уредено парно грејење, со не знам ваква и таква инфраструктура, со мали дечиња дома да нема 2 сата, мора да има некои други решенија, да речеме агрегати по згради например. Од Девана се правдат дека тоа се случило поради проблем на 110 киловолтниот далековод Скопје 3 Запад. Во исто време се случи и прекин на 110 киловолтниот далековод Скопје 3 Запад во трафостаница Скопје 3, каде што реагирала заштитата за да не настане дефект во самата трафостаница поради преоптоварување на истата линија, отклучување на поголем број корисници и изголемување на конзумот. Каква беше сликата во Скопје среде работно време без струја, покажа хаосот кој се создаде во сообраќајот. На дел од крстосниците имаше сообраќајни полицајци кои регулираа, но на дел возачите самите се регулираа.